Како што ви е познато, со измените на Законот за трговија во 2008 година се воведува определени ограничувања во однос на продажбата на алкохолни пијалоци, кои што се однесуваат прво на временското ограничување на продажбата на алкохолни пијалоци, а второ и на врската за поседување на лиценца за продажба на алкохолни пијалоци во сите продажни објекти каде што се продаваат алкохолни пијалоци. Оваа пресконференција денес ја свикавме со цел да ве информираме дека Стопанската комора на Македонија денеска ќе поднесе иницијатива до Министерството за економија на Република Македонија за изменување на Законот за трговија, со кое што ќе се побара укинување на обврската за поседување лиценца за продажба на алкохолни пијалоци и укинување на обврската за временско ограничување на продажбата на алкохолни пијалоци во продажните објекти. Иницијативата произлегува од барањата на членките на Сдруженијето на трговијата и на Сдруженијето на земјоделството и прехранбената индустрија при Стопанската комора на Македонија, бидејќи во изминатите 9 години од примената на ваквата регулатива се укажуваше постојано за негативните ефекти кои што се нанесуваат врз производителите на алкохолни пијалаци во Република Македонија, пред се пивската и винската индустрија, но исто така и врз продажбата, односно трговијата на големо и мало. Како илустрација за големината на загубите од примената на законските ограничувања во трговијата на алкохолни пијалоци, ги приложуваме и следните показатели. Со воведување на лиценците за продажба на алкохол, над 5500 трговски објекти во земјата од вкупно 13.000 се откажале од продажба на алкохол, со што драстично се намалил нивниот промет во изминатиот период. При тоа, дополнително од истражувања на пазарот, но исто така и од информации од нашите членки, имаме податоци кои што укажуваат на тоа дека голем број мали трговски субјекти се откажале од обврската за спроведување на сите административни процедури за добивање на лиценца за продажба на алкохол и токму поради тоа на некој начин се придонело и за зголемување на сивата економија во оваа област. При тоа, на таков начин се избегнува плаќање на акцизи и даноци, се овозможува достапност на алкохолот за целокупното население, вклучувајќи ги најмладите, и на таков начин со зголемување на производството и трговијата на алкохол на црно се нанесува директна штета врз конзументите, затоа што нема контрола на квалитетот на алкохолните пијалоци, врз државата заради загубата поради неплатени даноци и акцизи, но исто така и врз домашната индустрија за пијалаци и легалните трговци кои што мора да плаќаат огромни давачки во однос на добивањето и продолжувањето на лиценците за продажба на алкохол, а се соочени при тоа со намалување на нивниот промет. Еден од главните аргументи за воведување на овие рестрикции за продажбата на алкохол со измените на Законот за трговија беше и намалување на конзумацијата на алкохол во земјата, а особено кај младите. Меѓутоа, согласно последните достапни извештаи од Институтот за јавно здравје од 2016 година, имаме податоци според кои кај младите луѓе алкохолизмот од ден на ден и понатаму станува се поголем, што значи дека ваквите рестрикции, односно ваквите законски ограничувања немале никакво позитивно влијание врз намалување на алкохолизмот во државата, а посебно консумацијата на алкохол кај најмладите. При тоа цениме дека единствена ефикасна мерка за намалување на достапноста на алкохол кај младите е доследната и ригорозната примена на законските одредби со кои што се предвидува забрана за точење и продажба на алкохол на малолетни лица, и поради тоа членките на Сдруженијето на трговијата и на Сдруженијето на земјоделството и прехранбената индустрија кои што ја поднесуваат оваа иницијатива инсистираат за доследно спроведување на оваа забрана, зашто и самите преку активности на општествена корпоративна активност ќе се вклучат активно во спроведување на овие мерки во иднина. Во изминатите 9 години од примената на ваквата регулатива, при тоа не се понудени никакви емпириски докази дека дале позитивни, односно имаме позитивни ефекти од намалување на алкохолизмот во државата. Факт е дека Македонија има ниска стапка на консумација на алкохол по глава на жител во овој дел од светот, односно според податоците од Светската здравствена организација, конзумацијата на алкохол по глава на жител во Македонија во 2015 година изнесувала 5,7 литри, што е далеку пониско од европскиот просек од околу 10 литри по глава на жител. Исто така, Република Македонија има мала потрошувачка по глава на жител во Европа од околу 10 литри вино и под 30 литри пиво.
а според податоците од Светската здравствена организација, вкупната потрошувачка на алкохолни пијалоци во Македонија се најголем процент од вкупната потрошувачка на алкохолни пијалоци се однесува на конзумацијата на пиво 47,4%, потоа вино од околу 39,9%, а на останатите пијалоци отпаѓа околу 12,6% од вкупната потрошувачка на алкохолни пијалоци. За споредба во Бугарија, Словенија и Хрватска потрошувачката на пиво се движи околу 75 литри по глава на жител, додека на вино е околу 25 литри, со што далеку се надминува домашниот просек. Исто така, колку за илустрација, просечната конзумација на пиво во Македонија се движи по 30 литри по жител годишно, додека во Србија таа изнесува околу 65 литри, во Хрватска околу 75 литри, Германија 120 литри, Чешка се конзумираат близу 160 литри пиво по жител годишно. При тоа во никоја од овие земји, ниту во останатите земји членки на Европската Унија не постојат законски ограничувања за продажбата на алкохолни пијалоци кои што се толку ригорозни како овие во нашата држава. Многу од европските земји при тоа исто така и не предвидуваат обврска за поседување на лиценци за продажба на алкохол, а исто така не се предвидуваат ниту пак ограничувања во однос на временските работните часови за продажба на алкохолни пијалоци, вклучувајќи ги меѓу другите Белгија, Франција, Германија, Холандија, Шпанија, Хрватска, Грција, Чешка, Словачка и други земји од Европската Унија. Дополнително, во однос на врската за добивање на лиценци за продажба на алкохол, би сакале да ги истакнеме и долгите административни процедури за добивање на овие лиценци, но исто така и определени дискриминаторски одредби кои што се содржани во Законот за трговија, а се однесуваат пред се на големите трговци, посебно во делот на висината на цената односно на надоместокот за продолжување на овие лиценци. Имено доколку станува збор за субјект кој што има до 3 продажни објекти во кои што има намера да продава алкохол, цената за продолжување на лиценците во моментов согласно постојната регулатива изнесува 5.000 денари, а за над 3 продажни објекти цената е 15.000 денари плюс 0,05% од вкупниот промет на субјектот. Овие 0,05% од вкупниот промет на субјектот се однесуваат на целокупниот промет на субјектот, а не само на прометот од алкохолни пијалоци, што на некој начин представува дискриминирачка одредба на големите во однос на малите трговци кои што имаат продажни објекти под 3. При тоа, исто така факт е дека голем број на трговци се соочуваат и со проблемите за одолговлекување на постапките, односно ненавремено добивање на лиценците за продажба на алкохол, кои што согласно законот по поднесување на барање би требало да трајат најмногу 15 дена, а во практиката се случува многу често истите да траат и повеќе од 30 дена. Токму поради ваквите административни постапки се очекува дека ќе се излезе во пресрет на брањето на Стопанската комора на Македонија и дека ваквите ригорозни ограничувања ќе бидат укинати, ќе бидат земени предвид сите овие аргументи кои што денеска ги наведовме во прилог на нашата иницијатива.